Она што следува во продолжение, почитувани, е линковско вклучување. Тоа значи дека го напуштаме студиото и одиме некаде надвор. Меѓутоа повторно сме внатре, бидејќи претпоставувам дека надвор врне или можеби не сум во право, не знам, ама еве ја гледате Ивана. Ивана, добро утро. Ке зборувате за нешто убаво, нешто интересно, топли пијалоци со совршен вкус за овие студени есенски денови. Ајде да видиме за какви пијалоци станува збор. Повели. Да, токму така, Ирина. Поздрав од нас и ова утро се наоѓаме во Макшат бар, во едно навистина интересно концептуално место кое што се наоѓа во Скопската населба Тафталиџе. И не случајно сме внатре во барот, затоа што сакаме да ви доловиме како изгледаат есенските напитоци, односно и како се подготвуваат. Овде ќе можете да најдете навистина доста богато мени на есенски пијалоци или она што навистина ни е потребно за буквално вакво утро како што го имаме ова совршено студено есенско па и врнежливо утро и она што сите некако си го посакуваме во текот на есента е да се стоплиме или да си направиме нешто со кое што ќе се чувствуваме удобно и релаксирано, а токму тоа такво задоволство може да ни предизвикаат и некои од есенските пијалоци кои што можете да ги најдете овде. За тоа како се подготвуваат и која е тајната на есенските пијалоци на кои што верувам дека никој не може да одолее во есенските врнежливи денови, ќе разговараме со Јасмина, која што ова утро е задолжена секако да ни презентира што се може да се најде во Макшат бар, но и какви се која е тајната на есенските пијалоци. Јасмина, ќе ви посакам добро и убаво утро. Какво е есенското мени? Имате навистина доста интересно мени, па што се може да се најде на истото? Пред добро утро, добре дојдовте. Значи, ова есен во Макшат бар ни носи топлина, ни носи топли мириси и вкусови. Кај нас може да ги пробате новите pumpkin spice, тирамису и мача лате, како и да уживате во нашето топло чоколадо. Менито е инспирирано од есенската атмосфера. Пробавме да донесеме нешто што на нашите гости би им донело чувство на топлина и на радост. На што еве треба најмногу да се внимава кога се подготвуваат есенските пијалоци? Тука во позадина имаме и Марија, која што ќе ни подготви еден таков есенски пилок, за кој што се одлучивме pumpkin spice latte, но на што треба еве најмногу да се внимава? Верувам дека секој пилок си има своја тајна. Така е. Ние најмногу внимаваме на изборот на состојките кои што ги употребуваме, како и приложувањето на самите пијалоци и балансот на вкусовите на истите. Есенските пијалоци треба да бидат топли, треба да бидат пријатни, значи без да бидат пресладки ниту пак прејаки. Секој чекор во нивната подготовка го сметаме како многу битен од изборот на самото кафе до начинот на кој што кафето го сервираме пред гостите. Да, на сите ни треба ништо така малку посладко, потопло, да се чувствуваме подобро, порелаксирано, поудобно. Дали ќе го испиеме топлиот напиток за време на пауза од работа или ќе си го земеме за на работа или за попат на работа или додека ве повозрастните имаат својата прошетка низ мало, ќе можат секако да си вкусат еден ваков добар есенски напиток. Марија веќе го сервираше pumpkin spice latte. Каков е начинот еве на подготовка? Начинот на подготовка на еден од овие есенски пијалоци е, значи, почнуваме со доза еспресо, употребуваме и млеко, кое што во нашиот локал може да биде и обично кравјо млеко, исто така имаме избор на растителни млека, како што се овесното и суиното млеко. И исто така на крај одозгора додаваме и шлак, за да го добиеме тој полн есенски вкус и секако да не заборам да ги напоменам зачините, есенските зачини што се користат, како циметот и секако сирупот од тиква.
Да, тоа сакав да ве прашамислинно, кои се главните карактеристики на есенските пијалоци, сите не подсетува никако цимет на есен и на зимата и на што доаѓа нели допрво и празничен период кој што ќе ни следи. Што друго можеби од карактеристика е значајно за есенските пијалоци или е како карактеристика на овие есенски пијалоци? Сметаме дека најголема карактеристика е самата арома што тие ја носат. Често содржат цимет, како што напоменавте, ванила, исто така карамфилче, некои од нив содржат. Нивната цел е да ги зближат луѓето во овие топли денови, да им дадат топлина, да им дадат радост. Се трудиме секоја шолја да има некоја своја приказна за кога таа ќе се сервира, да луѓето да посакуваат повторно да дојдат да ги вкусат. Да, навистина и прекрасно изгледа за еден совршен почеток на еден ваков тмурен есенски и дождлив ден. Како се прифаќаат кај нас новите вкусови кои што ги воведувате? Некако сме научени од години наназад и од кога сме биле ние деца и мали дека топла чоколада е тоа или пак салеп. Некогаш на сега имаме нови вкусови, нови работи или трендовите се менуваат, па како се прифаќаат кај нас новите вкусови кои што се воведуваат? И вие сте едно такво место кое што ги следи нели трендовите, па и сака да воведе нешто ново, нешто на кое што луѓето сакаат да го пробат и да го вкусат. Така е, значи се повеќе и повеќе гледаме дека се прифаќаат овие нови пијалоци, особено кај младите генерации, бидејќи сакаат да пробаат нешто ново, што тука во овој регион ретко го има за сега. Тие се некоја совршена алтернатива за тоа. Сметаме дека се уште си стои тоа, не се замена за главните пијалоци како што се кафето или пак чајот, туку се некој убаво сезонско дополнување што носи некоја нова убава навика во овој период од годината. Да, верувам дека и сите оние кои што немаат досега пробано, обично сме научени нели кога патуваме негде во странство, па pumpkin spice latte е нешто што навистина, на пример, тоа е што се вкусува нели негде надвор додека сме на прошетка, но и сега имаат можност сите оние кои што сакаат да пробаат, да вкусат нешто ново, нешто интересно. Споменавте дека на менито имате и матча лате, имате тирамису лате, тука сте како и да речеме топлата чоколада која што и тоа како исто така ја задоволува нели она потреба за есенски пијалок и за нешто топло, вкусно кое што ќе ни стопли душата. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и што ни направивте простор да можеме да ги запознаеме и гледачите нели што се нуди од есенски пијалоци во Макшот бар, па ќе ги поканиме нели да дојдат да пробаат и да вкусат. Ви благодарам многу и на вас. Фала ви што дојдовте. Навистина овој пијалок изгледа прекрасно. Верувам дека камерата добро го долови, така што за овој есенски дождлив ден ве покануваме да дојдете да вкусите во Макшот бар нешто ново, нешто вкусно, интересно, топло, нешто со кое што ќе си ја почистите душата и ќе ви направи поубаво задоволство и ќе ви направи еден поубав почеток на денот.